Ова издание на Сезам Емалите не води во внатрешниот свет на детските сетила, па се до бескрајните простори на Вселената. Учиме преку искуство, истражуваме со љубопитност и ја будиме детската желба за откривање. Слухот е основа за говор, комуникација и учење. Доктор зборува за значењето на раната проверка и како навременото откривање може да направи огромна разлика во развојот на детето. Тема што секој родител треба да ја слушне. За среќа, последниве 10 години, 15 во Македонија се работи скрининг за слух кај секое новородено. Значи не чекаме да дојде детето со симптоми за оштетен слух. Тоа е важно, бидејќи ако веќе пројави симптоми, најчесто е касно за да се направи било каква интервенција. Со тоа што треба да се разграничи, постојат различни тестови за скрининг за слух. Едните се работат кај термински новородени, кои што не подлежат под никаков ризик, односно немале никаков ризик при раѓањето, и кај предвремено новородени дечиња и дечиња кои што се родени со одреден ризик. Значи, тука станува збор за два различни теста. Идеалното време за работење на тестовите е некако 48 до 72 часа после раѓањето. Се изведува едноставно, меѓутоа ако слухот ко тестот не помине, односно добијаме негативни вредности, обично се повторуваат до 6-месечна возраст. Границата до кога може да се проверува скринингот за слух е до 6-тиот месец. Ова, да повторам, не е класичен тест на слух, него е скрининг. Значи, од групата на новородени дечиња извлекуваме еден мал процент кај кој што постои ризик за некаков вид на оштетување. Доколку утврдиме такво нешто, следниот чекор кој што се врши е праќање на децата во центар аудиолошки, каде што точно се одредува за која висина на слухот е оштетувањето. Тестот може да не помине во првите неколку дена од животот, бидејќи ушниот канал е сеопште обструиран, исполнете со околу плодова вода, вернекс, така да таа обструкција може да доведе до негативен, односно непожелен одговор. Токму поради тоа е продолжен периодот до 6-тиот месец како некој прозорец за изведување на овој скрининг тест. Кај терминско новородено многу често се случува инфекција во раната неонатална возраст, која не дај Боже завршила со менингит, асфиксија, односно недостаток на кислород на крвта непосредно пред раѓањето во самиот акт на раѓање или првите часови после раѓањето. Кај овие дечиња најчесто не го работиме обичниот скрининг за слух, кој што е отоакустичен. Тој тест покажува само активноста, односно функционалноста на кохлеата, односно тој е специјален дел во внатрешното уво кое што има едни ситни трепки и вибрираат и го регистрира уствари тестот дали е добар апаратот за слушање. Кај ризичните деца го работиме бера, односно тоа е еден со евоцирани потенцијали каде што се испитува уствари функционалноста на слушниот нерв. Така да кај деца кои што се под ризик, значи термински или предвремено новородени, каде што немаме се уште созревање на мозочето, каде што постоело некакво крварење на почетокот, кај деца кај кои што имаме анамнеза дека постои оштетување на слух во семејството, бидејќи може да се некакви вродени аномалии, кај деца кои што имаат расцеп на непце или имаат некакви деформитети на слушниот канал, во тие случаи го работиме бера тестот, односно евоцираните потенцијали. Кај секое новородено, ова се менува за секое новородено, за да одржуваме хигиена каква што е потребна и за да не го оштетиме, да не влеземе предлабоко, па да го оштетиме тапанчето. Ова се влегува во увцето и овдека самиот апарат има повеќе опции. Има обичен акустичен и има берата, односно со евоцираните потенцијали. Самиот тест, еве го отприлика како изгледа кај некое претходно направено детенце. Имаме овдека криви и на тие криви може да се види.
Значи, убаво се проверува меѓу 35 и 45 децибел и ова, например, детенце си има поминато на десното уво. Секогаш со црвено е офарбано десното уво, со сино е офарбано левото уво и никогаш нема можност да биде грешно на кое уво беше, помина, не помина, лево, десно, се е означено. Следниот тест, тоа е берата, односно евоцираните потенцијали, и во тој случај прво кожата се приготвува со специјален гел за да се исчисти од секакво масно, потоа се става специјален друг гел кој што дава добра изолација, односно спроводливост на електричниот импулс за да може електродата да го фати. Електродата се става на чело, позади едното уво и позади другото уво, значи 3 електроди, и повторно се одбира на самиот апарат делот дали ни треба евоциран потенцијал или ни треба отоакустична. Например, овдека да видам, ова се све обични отоакустични, бидејќи овој дел го користиме овдека на интензивна. Најчесто берата на неонатологија, најчесто берата ја работиме на интензивна. Тоа се деца кои што имаат малце по-специфично. Сега, не е само дали апаратот ќе помине или не помине. Кога го гледаме, секогаш ги гледаме ние што ги работиме кривите. Затоа што некогаш самото назабеност на кривата ќе ти укаже дека е обструирано увото, дека е исполнето со нешто и дека нема место да се брза, ќе помине. Или да речам ќе се искачи кривата до негдека, веќе до 95-6%, тоа е знак дека ќе помине. Има време, нема потреба да се шокираат родителите, да им се каже дека детето не слуша, трчете во аудиолошки центар. Така да тоа е вака генерално што работиме. Апсолутно на бебето не му создава непријатности, бидејќи дизајниран е на тој начин да се пуштаат тивки звуци, односно звуци меѓу 35 и 45 децибел. Се тестира звук кој што одговара, висина на звук кој што одговара на нормалниот потивок човечки говор. Тоа не е константен звук, него се како бранови импулси, кликови кои што го пуштаат. Тоа е една мала сондичка која што се става во увцето на детенцето, се пуштаат тие звуци автоматски и самиот апарат има софтвер кој што го обработува и покажува дали детето слуша или не. Додека кај берата, по-софистицираниот тест, таму со електроди се поставуваат на 3 точки на главата, за двете увца и челото, за да се процени оствари електричноста што минува не самиот акустичен нерв. Единствен проблем е што имате туѓо тело во уво. Така да они онака се со грчеви во првите месеци, мешето ги мачи, им треба атмосфера малце поинаква, тивок простор, затемнета просторија, идеално да се најадени пред времето да заспијат, зовдека да заспијат убаво и најлесно се изведува кога детето спие. Така да ако не помине обичнаниот отоакустичен, следен чекор е правењето на бера. Додека и берата не помине, значи имаме негативен резултат од берата, во тој случај се упатуваат во аудиолошкиот центар. Доколку станува збор и затоа имаме ние кохлеарна и централна глувост, значи тоа се две различни поими. Ние само овдека ги изфилтрируваме во која насока понатаму треба да се оди. Доколку станува збор за кохлеарна глувост, односно каде што слушниот апарат е оштетен, тогаш постојат веќе кохлеарни импланти, за среќа и кај нас веќе се работат тие кохлеарни импланти. Идеалното време е негдека после 7-8 месец за вградување на тие кохлеарни импланти. Зависи дали еднострана глувост или двострана. Може и на едното увце и на другото увце да се вградат тие импланти, со тоа што не оди симултано на двете увциња, него прво е на едното, се чека оперативното да заздраве, потоа се активира тој кохлеарен имплант,
па се пристапува кон другото. Генерално децата со кохлеарен имплант, кохлеарна глувост, имаат добри резултати доколку сето тоа се направи до првата година и имаат можност веќе да го перцепираат човечкиот говор, затоа што основен проблем кај децата кои што имаат оштетен слух е всушност неадекватниот психички развој затоа што се лишени од стимулациите на говорот. Значи, она што е важно е многу да се внимава на отитите, односно воспалувањето на ушите. Многу честа работа во раната детска возраст, до кај 4-5 година, поради самата анатомија на увото и конекцијата со устната празнина и носот, така да озбилно треба да се третираат, не велам со антибиотик, апсолутно, меѓутоа треба да се обрне внимание кон акутните воспалувања на увото. Во раната детска возраст најчесто се серозни отити, кои што се јавуваат во склоп на вирусни инфекции. Тоа значи дека носето треба добро да се чисти, да не се дозволува да биде запушено носето и при било каква вознемиреност необјаснива да се посети лекар, да се фати со време. Бидејќи хроничното воспалување сега ние зборуваме повеќе за средно уво, меѓутоа доколку е постојано исполнето со секрет може да доведе до слепување на ковчињата и оштетување на самата кохлеа. Да не се изложуваат на високи звуци со високи децибели, и тоа е вака генерално она што можеме како превенција да го направиме. Иако во детската возраст секундарното оштетување на слухот е многу ретко, таму опасност нема од развој, бидејќи детето веќе го совладало говорот, најважно и најголем акцент треба да се удри на таа примарна глувост која што се јавува во раната неонатална возраст. Тука мора да сме внимателни. Кујната станува училница, а децата мали шефови, со голема љубов кон готвењето. Преку игра и вкусни рецепти учат за здрави навики, тимска работа и самостојност. Забавно учење што се памети. Децата на курс по готвење ќе ја задоволат својата желба за кулинарски дела, но и ќе ја разбудат имагинацијата и креативноста. Готвењето кај децата, освен љубов, буди љубов кон храната, буди многу други вештини. Тие развиваат креативност, самостојност, одговорност, работат во тимови, така што тимската работа се зајакнува. Учат како да мерат, планираат. Во исто време им се зајакнува самодовербата, бидејќи крајниот резултат кога ќе го видат е свој собствен труд. Идејата, јас сум повеќе од една деценија во гостителството, меѓутоа сепак е од лична потреба, дојде од барање на мојот син. Баравме место каде што сакаше да ги усоврши тие вештини на готвењето, се мешаше и дома и во рестораните, немаше место каде што може да го запишеме за тоа, па се решивме да отвориме. Секое дете може да учествува и да сготви свој оброк, а истовремено и да се забавува. Од 6 до 13 години се дечињата, буквално секој не треба претходно искуство да имаат, секој што сака што е креативен, што е љубопитен, сака да проба нешто ново. Часот се одржува во рокот 90 минути, со нив работат наши готвачи, работат во мали тимови за секој дете да може активно да учествува во процесот на готвење. Јадењата кои се планирани се различни, а често е застапено и тематско готвење, како истражување светски кујни и различни готварски стилови. Кујните вака опфаќаме од лесни, прво почнуваат со лесни рецепти, после преминуваме готвати благи и солени рецепти. Еднаш во месецот имаме македонска традиционална храна. Учат за други кујни, светски кујни. Најомилените нивни јадења, бургери и пици како може да се направат на здрав начин, така што да, и здравата храна обавезно. Сепак некои деца имаат и отбивност кон спремање одредени состојки, но и пробување на истите. Па да работат, може би некој тип на месо, тоа се зборам за поголемите групи, поискусните, меѓутоа и тоа го тргаме полека, бидејќи гледаат како другите дечиња работат.
го губиме и тој проблем. Можеби предизвикне пробувањето на одреден дел на храна, например некои одбиваат некој вид на зеленчук, па ќе го сготвиме на различен начин, па ќе го пробаат и тој се учиме. Пробуваат обавезно, дегустираат заедно, баш позади мене на оваа маса седнуваат заедно, дегустираат, освен ако е многу тежок рецептот па треба повеќе време, во тој случај го пакуваат и го носат дома. Меѓутоа сега додека готват го пробуваат. Ќе чуеме што младите готвачи готват денес и како го минуваат часот. Јас се викам Марија Корнијенко и денеска ние готвиме ролети со зеленчук. Ние искористивме зеленчук, сол, бибер, компир, морков и потоа се измесавме и додавме 2 јајца. Потоа ќе оставиме во тенчеве да се вари и ќе испадне многу вкусно. Готвењето е забавна и безбедна активност за целото семејство, а на децата само треба да им се доближи на правилен начин и со соодветно внимание. Готвењето е прекрасна активност што може да ги зближи семејствата, само да им дозволат, да им дадат шанса на децата во кујната и мислам дека нема да има никаков проблем, да не се плашат, дека може да работат со било каков алат и нормално сега на почеток да ги научат доколку не се запознале со било каков алат што се работи во кујна. Нека почнат со лесни јадења, како и да е активност која што го зближува семејството. Што има зад звездите и колку е голем универзумот? Со Скопското астрономско друштво децата патуваат низ планети со звездија и вселенски тајни. Знаење што ја храни детската фантазија. Деца имат 2 најголеми пасии од како што знаат за себе, што би се кажало, на тоа се астрономија и диносаури. Така да ние преземаме обично првата поголемата пасија, каде што звездите и планетите се едноставно неисцрпан извор на имагинација. Денеска сме бомбардирани со множество фантастични серии и филмови. Но сега у последното време YouTube има исто доста многу интересни работи, така да децата многу пратат овие работи. За жал понекогаш малце погрешно некои работи, зато сме ние тука за да тоа што ајде да кажеме криво го научиле, за жал ние немаме во образован систем начин да го тоа научат, така да ние сме тука да ги научиме да видим што се тоа планети, што се звезди, што се месечини, што се астероиди и така натаму, комети. И сите тие работи да им ги представиме на еден, ајде да кажеме, питок начин, да можат нема никакви формули, нема никакви, да кажеме, тешки лекции. Едноставно на научно, но популарен начин да се објасни тоа што е на вистински начин, а не на, можем слободно да кажеме, на крив начин, како што денеска знаат социјални мрежи и можем да кажеме слободно некои медиуми грешно да ги учат. Децата сум приметил дека иако највише ги сакаат оние работи што се најтешки, како што се црни дупки, да кажеме, и космологија, тоа е нешто што би требало реално тек после кој ќе почнат, да кажеме, средна школа, па дури и студии. Затоа што тогаш материјалот овозможува да ги фатите тие елементарни работи со кои може да им објасните. Но ние повеќе сакаме да се задржуваме на сончев систем, да кажеме, тоа е за нас доволно голем, за да можеме децата да ги заинтересираме да видат што е тоа звезда, нашето сонце, како тоа функционира, што е тоа планета, зашто ние се вртиме околу сонцето. И сите тие работи ние се обидуваме низ еден начин да ги представиме кроз некаква си игра и правење некакви си макети. Така да по мене најдобро се понекогаш учи и со раце. Кога вие ќе направите модел на некоја планета или на сончев систем, вие ги гледате поредок на планетите, гледате како ти орбитираат околу сонцето, си имате некоја визуална представа на тоа како изгледа на сончев систем. Па понекогаш правиме и така наречена макета на сончев систем во градот, каде што, да кажеме, ставаме да топкат малецка да не биде сонцето, па се оддалечуваме од неа, да видиме, ако е сонцето го намалиме од толку колку што е големо, на една мала топка, колку би била, пример, Земја далеко, колку би била Јупитер или Сатурн била далеко, и onda гледаме кој ќе се далечеме
достаточно да ние едва ја гледаме таа наша топка која што сме ја поставиле. Така, кај некој си, ајде да кажем, интерактивна игра, нашето предавање се одвива. Не многу зборење, повеќе, да кажеме, моделирање и играње, отколку што некој си сувопарно, знаете, земја е голема толку. Јас, рецимо, стварно не ги знам тие бројките, мислим дека бројките не се ни нужно да се знаат. Денеска имаме сите паметни уреди во джеб, доволно е само да не бъдете ни да пишете, доволно е само да вклучите микрофон, да кажете ми треба информација за тоа и тоа небесно тело и вие ќе ви дадат, ќе ви излиста што сакате. Така да памтење на бројки по мене навистина не е потребно, но да се знае принцип на кој нешто работи е многу поважно. Луѓето додека моделират некои работи и се изненадуваат кој ќе им кажеме пример дека се астероиди, да кажеме колку се малерски, односно планети, они се често слушнало дека како астероидот ги убил диносаури. Сега ако ќе представите една планета Земја, колкава е голема, и сега колкава е тој астероид што ги убил диносаури, кој ќе им представите тоа во некаква си описна размера, каде што пример вие наведувате, пример јас сум голем како Земја, сега астероидот што ги убил, да кажеме, помал од зрнце Ориз, да кажеме, се изненадуваат и почнуваат да мислат дали девојчичко не лаже или не, па јас се сеам. Ама тоа се тие информации, тоа е тоа, мислим, нив највише ги импресионира нешто што, ако вие на некому кажете, слушате, земјата е голема 12.700 километри во диаметар, а диносавор што ги убил е негде околу 10 или 15 километри, тоа се субоправени бројки. Меѓутоа, кога му кажат, да, се замислите дека некој детенце е сега големо, рецимо околу 1,20 до 1,5 да кажеме, и сега му кажат, тој астероид што ги убил сите диносаури е голем како Ориз или помалку нешто од гравче. И сега ми се мислат како може да убие цела земја нешто што е толку малецко. Тоа некако мислим дека нив онака просто гледаш како тоа знаење што влегува во нив, онака просто може да го видите тоа низ очи, вака низ тоа вау ефект, како може тоа да се деси. Ова е исклучително добра училна за звезди и за планети, значи за астрономија. Значи ова е како некој се да кажеме лабораторија, но научно-популарна лабораторија. Овде како ќе дојдеме се затемнува скроз, значи вие седите во еден апсолутно голем мрак како што никаде во живот не сте седеле. И полека ви се палат звездиве на нашите глави, и тоа небото е до некаде интеракција што може да се ротира. Ги учиме звездите, кои се најсјајни звезди, кои се созвездија, како се формираат и така натаму, некои легенди за нив раскажуваме, планети ги објаснуваме, како тие се вртат околу и кај се може да се најдат на нашето небо. И ова јас не видим колку секогаш има деца кои ќе дојдат, ама сега ќе кажете и деца и возрастни, кои доаѓаат тука и излегуваат со тој вау ефект. Ја ова не сум видел, ја ова не сум знаел, ова е навистина фантастично, може би требало да се малце реновира, да се направи можда по-модерен инструмент, ова е сепак малце по-стар инструмент, но сепак тој недостаток на инструментот ние со, да кажеме, со некои убави приказни, со убави легенди го надополнуваме, така да таа енергија и тој вау ефект кај децата и па ви кажав и кај постарите, и кај нивните родители кои ќе дојдат, често пати ми викат ова е фантастично, ја ова не сум мислел, дојдов заради детето, а усушност и јас повеќе научив него што научи детето и така натаму. Така да има училна, има една од ретките простори во градот кој има вау ефект. Јас не верувам дека луѓето кои идат у кино, окей, гледат филм со познати глумци или глумици, но тоа е убава забава, а овдека е нешто кај што ви растат гангли во мозок, наставно имате чувство дека, окей, денеска нешто научив, ова е добро. За следен имаме соговорник која споделува својата инспиративна родителска приказна и не запознава со своите најмали и најмили.
Од кога станав мајка на ова мало момче, животот ми се смени за 360 степени, буквално, во буквална смисла на зборот. Реално не ни знаев дека тука. Реално не ни знаев дека можам да дадам толку многу љубов некому. Станав многу поодговорна, значи затоа што нели грижата за едно вако мало момче е нели 100% на тебе и тоа е некој кој што зависи од мене, така кажано. И ме направи една многу среќна мајка, така да грижата околу него е лесна како песна понекогаш, ама и тешка како 100 кила, што се века. Константин е едно хиперактивно и многу мило момче кое што не застанува и како што гледаме, да. Она 100 на сат, особено сега од пред некој месец кога почна да оди, како и секое дете сака да истражува, сака да открива нови работи, се што му е забрането, нели нормално му е најомилено да го прави. Ама и многу послушно дете, кога ќе го скарате 2 пати, он се смирува, да. Нешто без кое што не можам конкретно да кажам и да одвојам, но има на пример периодично има едно меченце кое што го сака, некогаш сака да се вози во колата кое што му имаме купено, некогаш сака да седи на масата, се зависи од неговото расположение во моментот. Но тоа се во глобала некои работи кои што жива да ги прави. Во глобала Константин јаде се, значи ние немаме некоја храна која што исклучиво ја избегнуваме. Јас го следевме начинот на исхрана педијатарот кој што ни го предложи и реално според месеците, возраста и тоа колку он сакаше да јаде, испробувавме одредена храна, комбинации на храна. Сега морам да издвојам дека не е како сите типични деца кои што сакаат да пробаат чоколадо. На неколку пати му имам пробано да му дадам животинско царство, бидејќи нели опаковката ги примамува сите деца, но тоа е некоја храна која што тој не ја сака. И тоа е едно од многу ретките, да кажеме, не знам, храни кои што тој не би сакал да ги јаде и да ги вкуси. Што ми беше тешко? Па имаше многу работи. Значи, кога треба да се грижиш за еден живот за кој што реално не знаеш што треба да направиш и реално не знаеш како да го држиш, како да го избањаш. Тоа можеби ми беше некој... Беше ли помош? Така, тоа можеби ми беше некој страв, но имав помош, да. Неговата даделка, која што буквално му стана како баба, реално ми помогна во многу делови. Како буквално да го научам да јаде, што да му сготвам, како да го бањам и сите тие други работи. Но исто така морам мојата најдобра другарка да ја кажам фала од тука до небото и назад, бидејќи таа ни беше и курир, и даделка, и чистачка, и пеглаше, понекогаш ни помагаше дома, затоа што нели, па си самохран родител.